Благодарам. Прво, седница намерно, и тоа е стратегија, не можете да ме убедите. Намерно почнувате со ваков говор, намерно почнувате да... Ви кажав, мене не можете да ми одговорите на реплика, не процедурално. Ако сакаш процедурално да збориш процедурално, оди на место ќе да збориш процедурално. Па не можеш мене да ми одговориш, ти почна мене да ми одговараш. Па почна мене да ми одговараш. Па спомни мои надлежности. Ке ти кажам по кој член. Ке кажам. Значи, председателя на собранието господина Джафери, деловникот вика, кога координатор на пратеничка група ќе побара процедурално, веднаш, значи тоа веднаш не случајно е напишено таму. Деловникот, да те подсетам, вика, на процедурално одговара председателя на собранието, а на тоа не можете да одговарате вие. Сега ќе дозволите да кажам што е забелешката или нема? Или вака ќе дебатираме ја и вие? Ајде кажи, еве сега ќе кажи. Штом координатор на пратеничка група бара процедурално, председателот на собранието е должен веднаш, тоа веднаш го напишале за вакви како тебе, веднаш да даде процедурално на координаторот и да каже што е забелешката, каде се наоѓа по кршење на, да речеме, деловникот или водењето на седница. Моја забелешка беше тоа што се злоупотребува од страна на пратеници одржувањето на седница, на што мислев дека вие ќе бидете повеќе повреден или погоден затоа што некој друг ви влегува во процедурите, дали вие треба да дадете решение за седница или нема да дадете решение за седница. Потоа почнавте да ни кажувате дека сте биле прашани на брифинг со новинарите што сте биле прашани, ама не кажувате дали ве прашаа зошто дел од пратеници не идат никогаш на работа, идат само за гласање. Тоа е поголем проблем во ова собрание. Не тие што идат на работа. Тоа е поголем проблем. Втора работа. Не може некој да се дрзне и дискусија на пратеник да ја каже безсмислени реплики или контрареплики. Тоа што вие сте нервозни, што не сте размислиле и не сте направиле проценка зашто да разрешувате и министер и заменик во правда и во здравство во исто време и зашто тие две институции ви се обезглавени, не е мој проблем. Ако ја кршам нешто, ако пратеничка група на ВМРО ДПМН не крши нешто, кажете. Тоа се дискусии, не е ваше да ги цените дали се смислени или безсмислени. Народ ќе го цени тоа. За тоа реагирам и за тоа треба да ми дадете процедурално. И кога ќе барам процедурално, веднаш треба да ми го дадете. Веднаш треба да ми... Некоја вие ќе процените дека треба да ми го дадете. Мојата реакција е само за тоа и ништо за друго. Кога координатор на пратеничка група бара процедурално, председателот е должен веднаш. Толку ли е тешка таа реченица? Седни на место, ќе му даеме на Ковачки, па ќе даеме на овој, па после ќе ти даеме процедурално. Немојте ве молам сега, немојте, дозволите, еве тече дискусија, пријавени пратеници, зборуваат. Затоа да продолжиме со седница, со текот со кој што стече, знам дека не ви се допаѓа, ама тоа е тоа.